Можноста за користење средства од европските фондови за развој на туризмот. Ова е едно од темите на кои разговарале градоначалникот на Новосело Ѓорѓе Божинов заедно со евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир, кој денеска беше во посета на општината, при што освен со градоначалникот оствари средба и со членовите на Советот и граѓанскиот сектор. Во прва официјална посета денес дојде амбасадорот Дејвид Гир. На средбата разговаравме за нашата општина како една од најубавите во државата и најевропската општина, затоа што е единствена општина во Македонија која граничи со две европски земји, токму општина Новосело. Разговаравме за предизвиците со кои се соочуваме со оглед на ограничениот буџет со кој располагаме. Беше разговарано за потенцијална поддршка од Европската Унија за погранични проекти на кои ние ќе аплицираме како општина за финансирање за развој на руралниот туризам и придонесување на нови содржини во нашата општина. На амбасадорот му ги образложив сите наши предизвици со кои се соочува локалното население. Со оглед на тоа што сме рурална општина, имаме многу предизвици за решавање, но дел од тие што ни се највисоки приоритети ќе добиеме директна поддршка од Европската Унија. Однос на проектите, рековте, со оглед на скромниот буџет за туризам, конкретно има за што да разговаравте или? Има повеќе проекти кои веќе ние како општина ги спремаме со проектна документација и кои ќе бидат аплицирани на соодветните повици кои ми беа потенцирани од амбасадорот, така што сум оптимист и во најскоро време ќе ги објавиме тие проекти и евентуалната заедничка поддршка. Прво само да кажам дека градоначалникот на Новосело веќе ми имаше ветено дека треба да дојдам во најубавата општина во вашата држава, така исто така во најевропската општина во самата држава и се разбира дека всушност бил во право затоа што навистина Новосело има прекрасна природа. И исто така денеска се сретнав со градоначалникот, подосна исто така со општинскиот совет, подосна ќе се сретнав со представници на невладините организации, се разбира исто така ќе имам средба воопшто со граѓаните на Новосело во една кафетерија, се со цел да поразговараме со поопштите прашања. И исто така целта на ова денешна поседа е првен да го слушнеме што има да каже градоначалникот на општина Новосело, исто така што има да каже општинскиот совет, меѓутоа што е дури поважно и исто така да слушнеме што има да каже локалното население во врска со прашањата кои им се од огромна важност на нив. Исто така второто прашање, многу важно прашање, зашто денеска дојдеме во Новосело, се со цел да поразговараме во врска со нашата соработка, тоест финансиската помош, која што Европската Унија е доделува на општина Новосело, исто така дел од таа финансиска помош е изградбата на ова денешна зграда тука пред нас, и исто така помош за енергетска ефикасност, и исто така изградбата, тоест реновирање на градинката тука во Новосело, и се дека дури тоа што е поважно е да изградбата на здравствениот центар и исто така и развојот на локалниот туризам кој што е од огромна важност за Новосело. И исто така од другата страна тоа што би сакал да кажеме дека навистина имаме многу добар разговор со градоначалникот тука, исто така за различните можности за финансирање од страна на Европската Унија кои што може да продолжат во самата иднина и како може ние да помогнеме на практичен начин сета таа финансиска помош од страна на Европската Унија да се реализира во пракса. Исто така денешниот состанок исто така беше како можност да разменување на размислување во врска со помошниот развој на самата општина и исто така во врска со важните реформи кои што треба да бидат имплементирани, исто така да разговараме за тоа каде сме во процесот во интегративниот пат на вашата земја, и исто така да поразговараме за практичните чекори поврзани со животот на самите граѓани, на локалното население. Ова е шест од серијата општински посети по отварањето на пристапните преговори меѓу Македонија и Европската Унија од јули минатата година. Целта на посетите е да се презентираат новите чекори во процесот на пристапните преговори со Европската Унија, но и нивното влијание врз секојдневието на граѓаните, како и можноста за соработка и користење средства од европските фондови.